Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во Гласот на народот. Како што спомнав дека денеска продолжувам со темите кои задират токму во вас и за вас, а тоа е незадоволството дали во работните места, дали како статус на пензионери и така натаму. Без здравство не може постои држава. Вилам, има еден пример во светот, тој во Канада, избран градоначалник, жена е, која е избрана доживотен градоначалник. Зошто? Народот е сака. Токму пред да почне мисијата, и разменив моите мислења со моите почитувани колешки, драги колешки, и велам како да се оствари сето тоа. Тоа се остварува со чест, со чиста душа, со професионализам, со љубов пред се кон тие кои те избираат. Исто така, содействува и за политичари, министри, премиери. Ако сакате да бидете респектирани, треба да имате професионална влада, професионални министри кои ќе водат, раководат и водат државата, односно ресорните министерства. Еден од главните столбови е Министерството за здравство. Тоа што е најбитно, сите сме ние даночни обврзници и корисници на социјални здравствени услуги. Плаќаме здравствена социјална заштита цел живот. Само еднаш кон животот ни треба с краја да е за добро и лошо. Но и еднаш кога ја добиеш, тешко иде. Зошто тоа? Оти немат никакви услови. Здравствените установи, а немат и персоналот, секако и лидершипот, лекарите, сето тоа. Кој е за сето видовен? Повторно, главниот раководител, министерот. За неполни 7 години се, не се малку, 4 министера. Тоа е навистина бројка која треба да даде едно право за размислување зошто се случуваат вакви промени. За и околу најавениот протест на здравствените работници вечерва почитувани го поканив магистар Бубој Бојчевски, национален координатор и председател на здравство, на независниот кандидат. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Добро вечер на гледачите кои што не гледаат и честитка за телевизијата, да бидете успех и да бидете најгледана телевизија во регионот и во светот и во Европа. Благодарам многу, господин Бојчевски. Ние сме скромни, ќе бидеме секојаш во фокусот на вистината, бидејќи ова е вистинска телевизија. Затоа ја поканив денеска да споделиме еден час, школски час или час по и демократија и по информации и по пораки што треба да пристигнат до тие кои што се неодговорни да излезат во предвид на граѓаните. Вие испративте еден апел пред неколку дена до ресорниот министер, преку тоа секако преку до владата, дека доколку не ги исполнат вашите барања, значи не кажете повторно зашто се однесува, до 20 септември тогаш ќе бидете принудени на еден организиран начин на изразување на вашето незадоволство. Да, господин Томич. Значи, ние веќе пред месец и половина имавме состанок во Министерството за информатичко општество со министерот, бидејќи ние како вработени во здравство, вработени во здравствениот сектор на Република Македонија, се ги знаеме проблемите. А ние, како независен синдикат, ПРИКСОМ на Република Македонија, јас сум таму национален координатор за здравство. Значи, бевме на тој состанок, каде што баравме промена на колективниот договор, ќе кажам покасно за него, и поголеми плати. Каде што тие не упатија за некои работи што треба да се завршат во самите јавни здравствени установи. После состанокот во Министерство за информатичко општество, имавме изјава пред медиумите, пред истоименото министерство, каде што кажавме, ние, како здравствени работници, бараме 30% покачување на платата и ревидирање или нов колективен договор. Помина месец и половина глуво, никој не се јава.
Никој не ја спомнува таа проблематика во здравството. Ние пред вчерашниот ден поднесовме писмено барање до Министерството за здравство и до председателот на владата на Република Македонија со нашите 5 барања, во кои што 5 барања ќе ги спомнам подоцна, се за подобар живот, за достоинствен живот на сите вработени во здравствениот сектор во Република Македонија. Бидејќи здравствените работници, административно-техничкиот персонал, под административно-техничкиот персонал припаѓаат благајници, сметководители со средна стручна образование, медицински сестри со средно стручно образование се доведени до последната скала на животот. Под нив има само амбис. Значи, со плата под платата просечна што е во Република Македонија, значи нивната плата се движи од 22.000 до 25.000. Значи на многу медиуми ги кажав тие плати да не испадам досаден, значи со тие плати дали може да го истерат месецот, дали може да ги платат режиските трошоци, дали може да си приуштат нешто. И поради овие причини, значи гледаме дека преку ноќ на некои им се зголеми платата за 78%. Не се правеше ни ребаланс на буџет, значи преку ноќ доаѓа Уставен суд, дава платата 78%. На други штрекуваат недела дена, не во други министерства и јавни установи, доаѓа платата до зголемување на 30%. Од друга страна, здравствените работници се маргинализирани. Зашто се маргинализирани? Пред 2 години сите здравствени работници беа херои. Се справуваа со ковидот. Значи, од моментот кога се заврши епидемијата, сите ги заборавија здравствените работници. Здравствените работници се борат за својата лична екзистенција. Значи, треба да го сватат и министерот, и председателот на владата на Република Македонија. Ние се бориме за да можат овие луѓе да преживеат, да си приуштат во животот нешто. А не за нив лубеницата и доматот да бидат нешто што не може да го купат оваа година. Со таа минимална плата што ја земаат. Затоа е нашиот револт, затоа се поднесени овие барања и затоа бараме еден нормален живот за овие вработени во здравството. Случајски, имајќи факт дека сепак, кога ќе се случи некоја негодување, протести, власта знае веднаш да упати порака дека има политички презнак или звук или жица. Да не има ли нека политичка конотација на ова? Значи, вака да ви кажам, ние сме здравствен сектор во Конфедерација на слободни синдикати. Нашето членство во здравство брои околу 2500 члена. Во целиот СОМ, кој председател господинот Маријан Ристевски, има околу 15 до 20.000 членови. Значи, нас не ни се потребни ни политички партии, не ни се потребни и ни синдикати. Значи, ние идеме самостојно, се бориме за нашите права, за правата кои што секој треба да ги има во здравствениот сектор или во друг. Но ние на тој протест ке бараме помош, значи ние сме во координација со другите синдикати, така? Да, со другите синдикални организации, во координација сме со здруженија на... Како е фидбекот од сето тоа? Значи, од сегде е позитивно прифатено. Имате подршка? Да, значи, наискрено ви кажам, позитивно е прифатено и овие денови имаме повторна координација, ние како КСОМ, сите гранкови синдикати што сме, значи по КСОМ имаме образование, полиција, транспорт и врски, армија и така натаму. Понатаму имаме координација, јас имам координација со некои членови од другите синдикални организации. Бидејќи ние во овој моменти треба да забораваме сите ние на суетите. Ние сите треба да забораваме зашто сме тука и зашто сме во овие синдикати. Ние сме тука за да им помогнеме на нашите колеги. Ние сме крикот, гласот, последниот крик на нашите колеги кои што бараат спас. Бидејќи знаете каква е ситуацијата. Инфлаторна, секој ден покачување на цените. Не може едноставно со оваа плата човекот да живее, да преживее. Поради овие причини ние ги бараме овие 30%. И тоа е малку. Но сега за сега, малку од малку да се трнете од таа мртва точка. Да се трне од нешто. Реже, можеме да го ставиме телефон, да го имаме. Почитувани, доколку милувате, имате можност да се јавите, ве молам, нашиот телефон е тој, што го гледате
евидентиран во аголот на екранот и ќе биде задоволство да ве слушнеме, да видиме кои се вашите размислувања, кои се вашите предлози апропо денешната тема за околу протестите што се предвидуваат да се случаат, а колку нема слух владата да ги исполни барањата на независниот синдикат на здравствените работници. Господин Бојковски, Бојчевски, простете. Каков е статусот на административно-техничкиот кадар во здравствениот сектор? Значи, како ќе почнам со нашите барања, па после ќе стигнам до административно-технички представи. Знам дека и тоа е горливо прашање. Ајде таксативно ми ги кажете. Најзагрозена категорија. До таа мера стигна. До таа мера е доведено да дојде да луѓето со средно стручно образование, на пример, во здравствениот сектор сме вкупна бројка од 22 до 25.000 вработи. Но во таму не спаѓаат само доктори, медицински сестри, лаборанти и така натаму. Во тој здравствен сектор имаме администратори, книговодители, сметководители, фактористи, возачи во амбулантните возила и возачи во без кој не може да се дефинира здравствениот сектор. Синџирот на исхрана како што е, така сме и ние. Секоја алка во здравството е поврзана меѓу себе. Од најнискиот дел на синџирот до највисокиот дел. Ние не можеме да функционираме, но платите на овие луѓе со средно образование се под минимумот на просечната плата. Дали може пред 4-5 дена искочи сега синдикалната кошница 49.700 месечна. Рачунајте плата 20 со 30 години работен стаж, медицинска сестра зима околу 30.000, 24.000 денари плата. 25.000 денари плата. Дали може да ги плати режитските трошоци? А знаете, во Македонија секој има некој кредит, заглавене. Дали може да ги плати другите трошоци, дали може да живее? Рачунајте брак од двајца среднисти, од 50.000 денари месечна плата. Не може да живеат. Ако имате стамбен кредит, како ќе преживеат тие луѓе? Зашто да не им помогне на деца, тие? ученици и така натаму. Така. Значи во здравствениот сектор од 2007 година немаме земено К15. Од која година? Од 2007 година. Последна година што имаме земено 5.000 денари беше месечни од 2007 година. Немаме К15. Зар тие луѓе не заслужуваат? Со бончиња ве компензираат. Ништо. Значи, зар тие луѓе не заслужуваат некоја помош? Значи, јас едноставно, тие луѓе би ги нарекол херои. Зашто се херои? Со таа минимална плата, со таа плата што ја зимат, остануваат во државата. Работаат, го примаат пациентот, го лекуваат пациентот. Дневно има по 20 и 30 души пациенти. Не искажуваат својата бол, тие се насмејани, но во душата осеќаат нервоза, осеќаат мака, тежнина, бидејќи не знаат како ќе го преживеат утрешниот ден. Заради овие луѓе, ние искочивме со глас да побараме. Да побараме, и тоа е како смешно, 30% покачување. Според дневната инфлација што се барања на шеме? Значи, едно од првите нашите барања е зголемување на платата на 30% на почеток. Едно од вторите барања е нов колективен договор. Тоа го наспоменав и сегде. Овој колективен договор, сега што е направен, е најлош колективен договор што постои во историјата на здравствениот систем. Значи, објасните малку. Зашто е? Значи, истото го разговаравме и во претходното министерство што бевме и они не упатија дека директорите на јавните здравствени установи заедно со синдикалните организации кои што се во тие здравствени можат заедно да го средат овој колективен договор. Зашто е најлош? Минималната плата се покачи на 20.000 денари 700 денари. И сега што се случува? Првата група на работна сложеност беа со минимална плата. Кај нив коефициентот бодот се рачуна и имаат коефициент пример 1,30. Коефициент бодот се рачуна со 20.300 денари. И тие доаѓаат со плата негде 24-25.000 денари. Додека втора, трета, четврта група бодот на коефициентот на бод им е 14.190 денари. Ако имаат они коефициент 1,70, 2, но 14 по 2 доаѓа по 1,70 околу 24-25.000 денари. Значи, доаѓа да медицинската сестра има пониска плата, лаборант, физиотерапевт со средно стручно образование има пониска плата. Тоа е проблемот настан. И ние
Имаше некои покачување од 5%, тоа е енормно покачување. И сега слушам од септември ќе имало 10% покачување, нешто потпиша. Инфлацијата ги изеде тие пари. Не знам. Дали има одлив на кадри, медицински персонал? Секојдневно. Значи, секојдневно има одлив по младите, кои што ја работат работата, сите тежнат да ја напуштат нашата држава. Бидејќи за медицинските сестри, физиотерапеути, нема потребно од виза. Само со апликација во некоја здравствена установа во западноевропските земји, за месец до два ќе бидат примени. И, значи, луѓето напуштаат. Ние немаме кадар. Уште малку ќе останеме во здравствениот систем со луѓе пред пензионирање и луѓе пензионери да задржуваме, да се ги извршуваат своите работни односи. Значи, а од друга страна, тоа да напоменам, имаме млади луѓе кои што работат под договор на дело, така наречен. Во кој договор на... Колку имаме такви? Како што имам некои информации, значи, јас сум во здравствен дом Скопје, можам само да таму да кажем, имаме околу 40 патронажни сестри, не знам колку лаборанти и медицински сестри во брза помош во другите одели. Да речеме околу 100, хипотетички, не можам да потврдам со тој избор. Тие луѓе работат под договор на дело. Од плата од 20.000 денари, немаат ни пензиско, немаат ни здравствено осигурување. Немаат. И имаат 7 дена годишен одмор. Тоа се све млади луѓе кои честно, професионално ги извршуваат своите работни задачи. Дали може да се случат истите одлив, да си заменат како готов кадар, да си заменат? Значи, јас сум во контакт секојдневно со нив. Ја ја поминав цела наша држава Македонија. Значи, летниот период го искористив за тоа како национален координатор. Значи, тие луѓе чекаат, пошто сега нешто кажа, ќе има некои примања и така. Ако не се реши тоа со нив до нова година, тие луѓе ќе не напуштат. Тие млади луѓе ќе не напуштат. Ќе се случи голем екзодус во Македонија. Сите здравствени работници ќе се отидат. Зашто? А ние што ќе останеме? Кој ќе го лечи? Кој ќе не лечи нас? Затоа апел. Значи, да се овие луѓе да им се трансформира работното место од определено неопределено. Значи, финанси има. Тие се колку време ги држат на определен договор? Некои се по 4-5 години, што имам информација. Некои по 3 години. И некои поише. Значи, дечките се работат. Тоа се све млади луѓе. Таму нема да најдете луѓе во повозрастни години. Трпението? Трпението им е при крај. Значи, мора да им се реши. И третата точка не ги докажа. Да. Значи, со колективниот договор идеме на третата точка, значи бенефициран стаж. Тоа значи? Бенефициран стаж, значи како што има полиција, противпожарна служба, ние имаме вработени во итна медицинска помош. Луѓето во текот на денот имаат XX случаи. Работат 24/7. Таму се луѓето озбилно, искрено ви кажам, ги жалам те луѓе. Имаат вонредни сати, прековремени сати, нонстоп се на работа. Тие луѓе не ли заслужуваат бенефициран работен стаж? Дали добиваат пари? Има, па го кина. И треба да им се врати. Исто вработените во рентген институти. Сите вработени, радиолошки технолози. Јас на времето слушав рентгенолозите имале годишни одмори и Да, дупло им се дали даваше. сега им се дава? Немаат ништо, немаат никак. Значи, Најизложени, докторите рентгенолози, најопасни. административците, значи цел ден се тие изложени на јонизирачко зрачење. Цел ден. Некои од нив работат 6 сата, ама администрација што е другиот технички персонал работи 8 сата. Зашто на тие луѓе да не им се даде бенефициран работен стаж? И тие го заслужуваат. Исто го бараме за вработените во психијатриските болници, бидејќи тие работат со специфична група на пациенти. Дајте им на тие луѓе. Сега, вчера ми се случи да имам телефонски повик од медицинските сестри, кои што се исто многу револтирани, од интензивните неги, од карел, кои што бдеат над луѓето, над своите пациенти. И тие се 24/7 со тие пациенти. Ме замолија да побарам и за нив бенефициран работен стаж. Да се направи нешто и за тие сестри. Тоа е третото прашање. И четвртото прашање, имаме некој додаток инфекција, така? За инфекција, кој е 1%, минаре. Што тоа значи? Значи луѓе кои што работат со изложени се на опасности. сите здравствени работници се изложени на инфекција, работиме со разни пациенти со разни вирусни заболувања кои што имаат контакт, не само со медицинската сестра, административниот работник, работиме со таков материјал. И бараме тоа да се зголеми на 4%.
од 1 на 4%. Малку од малку да рипне плата, како да има некој покачување на плата. 24.000 денари, 8%, таа е смешна сума, 1.500 денари. Пак, значи нешто се направило за овие луѓе. Пак да се видат. Каква се искуствата во соседството визави сите овие барања што ги барате? Значи во соседството. Одиме со соседството, да не се споредиме со некоја руска држава. Па и самите сме свесни, гледаме телевизија. Хрватска какви се платите на здравствените работници. Соседна Србија, например. Србија гледате какви бенефиции им дава. И платите подобри се. И значи, видите ли се во Србија што се случи? Платите ќе се покачуваат на 3 месеци според степенот на инфлација. Зашто тоа не може тука да се случи? Еве со Open Balkan што е подпишано меѓу земјите на Македонија и Србија. Може да заминат во соседство и да изгубиме кадар. На медицинскиот персонал не е важно која е професија, од доктор до физиотерапеут, медицинска, вратите секаде им се отворени. За нив не се потребни визи, за нив не е потребно ништо. Само желба да аплицираат во таа работна јавна здравствена установа во која што сака да работат. Имавте ли комуникација со 48 години, до 48 години е старост. Да. Имавте средба со министерот? До ден денеска немаме никаква средба. Побаравте средба? Па пуштено е барањето пред. И нема никаков фидбек? До ден денеска нема, ако нешто во текот на деновиве добиеме. Се тактизира, кој денеска сме 14, имате уште 6 дена до. Значи, ние дадовме, ги замоливме, им дадовме рок до 20 септември. Ако до тогаш остане глувост, никој не викне, што ни преостанува друго? Улицата, асфалтот ќе не биде втор дом. Зашто? Дали се свесни дека здравството е амортизер? Секако. Амортизер на државата, на социјалните случаи. Ако дојде до таков проблем, греот и срамота ќе патат пациентите. Ние не го бараме тоа. Секој од нас е потенцијален пациент. Зашто да пати пациентот? Така ли? Дајте да седнеме, да се ги средиме работите. Дајте еднашка за секојаш да го средиме здравствениот систем во Република Македонија. Дајте на овие луѓе. Не бараме ние 78%. Не бараме за нив 2000 евра плата. Бараме на плата просечна, што е во Република Македонија, за да може да преживее, за да може да го преживее месецот. Тоа бараме. Господин Личици, морам нешто да ве прашам за и околу професионалноста и аматеризмот или дилетантизмот на челниците на Министерството за здравство. За здравство, каде што ме засегна во секој случај начинот на суден збор, ајде ќе би бркање од работа, суспензија или смена на директор на една референтна клиника, кардиохирургија, чиј човек директор покажа светски параметри, светски вредности и кој доктор, професор доктор кој е респектиран од сите пациенти независно од верска, национална, политичка определба, тоа е доктор Сашко Јовев. Како синдикат, дали засемате став, дали ќе му дадете поддршка, дали треба ваков гений, со еден збор гений, кој 9 успешни трансплантации, значи дава 9 животи продолжува, да биде на ваков новинарска забелешка, непрофесионален, нехуман, неетички, неморален начин суспендиран, односно сменет. Дури од канцеларијата, на еден многу авантуристички начин. Со тој проблем се запознав преку медиумите лично. Не сум инволвиран во случајот. Значи, ние како синдикат секој стоиме на располагање. Значи, тако врвен кардиохирург, Ето го изгубиме. во секоја комшинска земја, соседна држава, западноевропска земја ќе биде добро дојде. И секојаш го посакува да дојде да им биде дел од тимот. Значи, ние стоиме што треба, ние како независен синдикат, јас ќе ви гостам телефонскиот број. Значи, ние како КСОМ, како независен синдикат, имаме околу 100 адвокати кои што работат за нас за работни односи. Значи, со членување во нашиот синдикат добиват и бесплатна адвокатска помош. Не плаќате ништо за никакви работи. Дали за вакви
гении, како што реков, треба политичка определба. Не. Партиска димензија или нота. Веќе сме 21 век. Доста е од такви работи. Доста е. Експертот, човекот кој е експерт, нека оди напред. Нека немаме негативна селекција. Не сваќате? Значи, тој што го обигава, нека оди напред. Да има поддршката од сите. Зашто неговиот успех ќе се темели на сите нас од околу. Јас ако успеам во животот, сите околу мене ќе успеат, така ли? Зашто? Тоа е човечката завидливост, која во моментот е многу голема. И тие работи ќе го уништа човештвото, по моје мислење. Ако вака се оди, господин Бојчевски, ја верувам дека следен може некој друга клиника и така натаму. Колку тоа ќе влијае врз авторитетот, ефикасноста и професионалноста на клиничкиот центар или општо на здравствениот систем Македонија? Во клиничкиот центар имаме такви кардиохирузи, нефролози, доктори кои што би ги посакал Америка да ги има. Луѓе кои што си ја знаат работата, луѓе кои што си ја работат работата. Ако достигнеме до тој степен, до такви експерти од нефролози, кардиолози, хирурзи, така натаму, ја напуштат државата, кој ќе не лечи нас? Па и ние сите сме потенцијални пациенти. Кај ќе одиме ние? Кој? Ние плаќаме здравствено осигурување Република Македонија, не плаќаме ни во Србија, ни во Хрватска, ни во Бугарија, ни во Грција. Тука треба да се лечи. Ние тие експерти треба да ги задржиме. И со поголеми плати. Значи, зашто? Зашто тој целиот свој живот го вложил во науката и тој човек не 5.000 евра би им дал да се му можност таа плата. Бидејќи во оваа држава наша еден IT инженер зима 2-3.000 евра плата, така ли? А еден доктор, хирург, кардиолог, кардиохирург, невролог, неговите плати се хирурзите околу 60-70, максимум со дежурства да стигнат до повисоки плати. Нели е жално тоа? Во контекст на, знам дека ве прашуваат и други медиуми, а тоа е на рак рана кај нас, што наистина, апропо тоа што го спомнам, за жал, онкологијата како институција која, за бидам искрен, прво мурничаво изгледа од самиот екстериер, а да не речеме интериер внатре. Наместо да тие пациенти да им се даде ветер у грб, да им се даде желба за еден поубав живот, поубава надеж и се тоа се случуваат не били настани. Како председател на синдикат, колку толкувате се тоа, знам мал се незгодно прашањето, бидејќи кај што има во секој жито има и кукула, али сепак да говориме на таа тема. Не може да го суспендираме, а што е актуелно. Да, значи ја веќе ова е денеска трети медиум, што сум претходно бев на 2-3 медиума, че тоа е рак рана на здравствениот систем. Тоа што нема континуитет здравствениот систем. Тоа што се менуваат, како што рековте, првите луѓе на 3-4 месеци. Гледаме дека сегашниот министер нешто работи. И секој вели не сум ја, некој друг. Не сум ја. И ми се чини, значи, онкологија секој од нас, некако пациент, некој од член од фамилија поминал. Ние од хуманост, од хумани гледни причини, дека ние сме здравство. Значи, ние имаме полагана Хипократова заклетва. Ние од хумани гледни причини, како синдикат, во здравствен синдикат, во склоп на КСОМ, даваме поддршка и секојаш ќе бидеме таму, додека се таму здруженијата. Додека повикуваат здруженијата. Ме свеќате? Кога ќе искочи политичка партија, ние се тргаме таму. Значи, ние сме аполитични, идеме самостојно. Колку политиката му помогна на здравствениот амбиент во ваква ситуација во која се наоѓаме моментално, да бидем искрени, колку се квалификувани, квалитетни и кадрите кои себе слушам, се спекулира кај голем број на вработувања со несоодветни образованија и редови работи во техничкиот персонал, дури на медицински сестри. Имам тоа се шпекулативни информации, но колку е убаво, колку е тоа квалитетно и убаво за министерство, за здравствениот систем, ако немаме соодветни кадри или партиски распоред. Значи, без соодветно образование, со некои дипломи, порано, да, имаше некој училиште, се учеше за медицинска сестра, но тоа ми се чини пред 3-4 години го кина или пред година дена. Значи, може со вечерни курсеви да настапат, да има таква одговорност кон пациентот кој... Немам сознание, искрено да ви кажам, искрено, ама значи се работи за човечки живот. Еве, пример, некоја медицинска сестра, како што кажавте, со такво училиште, како ќе аплицира интервенозна апликација. Паравенозно,
Значи, ако ја става паравенозно, доаѓа до емболија и така натаму, доаѓа до проблеми на пациента. Значи, со здравството да не се играат. Стручни луѓе, стручни дипломи и нека оди кадрот кој што го обидува. Експертите, докторите, сестрите, радиолозите, здравствените, административниот, технички персонал. И таму имаме луѓе кои што се знаат работа. Значи, најдобриот нека исплива на површина. Најдобриот секојаш да му се дава ветер во грб. Тоа е моето. А тој што не го обидува, значи ќе се најде по професија на друго место. Во врска со онкологија, да се вратам на прашањето. Значи, тоа е жално и болно, искрено ви кажувам. Хипотетички тоа се хипотетички моje мислење 10-20 луѓе. Не може 10-20 луѓе да ги црнат сите доктори и сестри што се во здравствениот систем. Жално и срамно. Не се сите луѓе исти. Но има изроди, како што ги викаме, во секоја професија. Има изроди тука. Како што реков на претходните емисии и сега, нека искочат со име и со презиме веќе. Нека искочат кои се тие луѓе и веќе тој срам и нека се трне од здравството. Бидејќи здравствените работници со овие плати што работат, административно-техничкиот персонал, мислам за сите работени во здравствениот сектор, од здравствени соработници, со тие плати, значи со високо образование во здравството се зема од 27.000, мислам за правници, економисти, стручни соработници, педагози, логопеди, биохемичари, од 27.000 до 31.000. Тоа е плата, со високо образование. Значи тие луѓе треба да бидат херои. Нови современи херои, бидејќи со таа плата останува да работи, помага на државата, помага на граѓаните на Република Македонија, на потенцијалните пациенти што доаѓаат во клинички центар и здравствените домови ширум нашава држава. Значи тие се најсовремените херои и на нив треба да им се честит и на нив треба да им се помогне на сите нас што сме во здравство. Праксата покажува и колку ме држи паметот, вистина ме држи доста добро. Голем број синдикати си имат своји пријатели, братимени синдикати во регионот на меѓународен план. Размислувавте да упатите пораки, поддршка како еден независен синдикат кај вашите пријатели во соседството, речам, да видите еден ветер у грб, па да изразат исто така една порака, да испратат. Сепак знаете што има влијание кога еден синдикат од меѓународен профил, да речам, или една асоциација кај што ќе упати порака дека така и така треба да се поддржат ротените, имат друг шмек. Да, јас ве разбирам. Значи, утре имаме координација. Јас во синдикатов сум назначен национален координатор 4 јули. Значи, само 2 месеца сум. За 2 месеца. Значи, не можев да го трпам револтот, кога седиме на пауза, кога пиеме кафе. Нелекото исто. Жалната исповест на сестри, на здравствениот персонал, на административниот персонал, на колегите, како не може да си приуштат тоа, како не можат. Гледам, владе некоја апатија кај нив. И искрено ви кажам, се активирав за да помогнам, за да сите заедно, да се слушне гласот на сите нив. За да се помогне на оваа категорија на луѓе. Искачам, зборам и ќе видиме што ќе се случи понатаму. Се обратив се до премиерот? Да. Вчера е пуштено писмо. Значи, ги нема моментално во мене. Дали се од една кореспонденција? Така ми беше и председател, координаторот на пензионерските протести, господин Драган Угриновски, кој вели од искреност, една искреност настапи тука. Господин Томич, упативме порака до председателот на владата, до Министерството за социјала, па барам и до председателот на државата што ми е под прашање. Дали упативте исто едно барање? Бидејќи тие истите бараат мандат до граѓаните за втор мандат. Јас повеќе пати милувам да упатам порака, како сакат нека некој ме разберали, сепак поопшто добро на народот. И тој е човек кој се представува како татко на нацијата. Дали не е тој англиска кралица во смисла на зборот, меѓутоа сепак во некоја ситуација може да се слуша гласот, да побарате и од него поддршка. Бидејќи ова што велите диалог на глуви не води кон ништо, господин Бојчевски. Значи, не води кон ништо. Се работи за социјални случаи, така ќе ги наречеме. Тие се луѓе кои помагаат на пациентите. А самите себе не може да си помогнат. Жално е. Да не може да си приуштиш на земјоделска држава. Дали вашите цива, простете, не е тоа некоја со
со една критика, напротив само за една ваша тешка ситуација во која се наоѓате. Дали ќе спадне на кореспонденција, писмо ви пишувам, а нема одговор. Ме сваќате, тоа е малце дегутантно, особено во овој временски простор, ќе дадам еден мал коментар. Денеска читам, министерот за економија, простевете го контекст борам. Значи, никој нема, вели се ослободуваме од акциски намалувања. Тоа значи не мисли за народот, тој министер за економија. Како министерот за здравство да не го слушне гласот на синдикатот, на вас кои барате поддршка и помош да излезете од овој кијамет. Значи, во врска со писмата, ние ги пуштивме кај што кај министерот за здравство, бидејќи знаеме министерот за здравство е доктор, невролог. Значи, по завршување на функцијата, он пак ќе се врати на својата. Значи, пак ќе да е на таа плата. Значи, он е од нашата фела. И треба да ни помогне. За се сочувства, да има на емпатија кон вашата ситуација. Значи, и он ја има оваа информација. И он има разговарано со сестрите таму. И он има седено на кафе со административно-технички, со возачите и така нат. Сите ги имаат оваа информација. Но сите се ги ставале по тепих. Исто пуштивме писмо и до председателот на владата. Значи, тие се одговорни за буџетот на Република Македонија. Ако треба писмо до председателот на Македонија, ќе пуштиме до него писмо. Ама ја не гледам помошта таму. Парите се кај овие луѓе. Значи, здравство, председател на влада дава на финанси го разгледува, ги гледа барањата, прави просек колку би дошло покачувањето. Тоа може да се реши за една недела. Како можеше да се реши 78% за 24 сата? Ако ви кажам вака, чисто мој размислување како новинар, не мислите дека пак касата е празна? За жал, тендерите си одат по друг основ, немат пари. Немат. Ако збориме вака, бидејќи вие сте здравствен работник, па гледате ги пензиите. Пензиите оделе, нели, од 25, 6 и така натаму, бидејќи беа земени кредити. И од тие кредити што ние ќе ги плачаме во наредните години, се дава еден така да речем маркетиншки простор. Немат пари, а за тоа имат покачување. Не сакав да влезам во дел на... Да, со економијата, ако треба и за тоа ќе разговараме, нема проблем. Значи, дали државата има пари, дали нема, ние си ги бараме нашите пари. Како имаше пари за другите професии. За правникот, економистот во здравствен дом е поневреден од правникот во Министерство за финансии или економистот. Како може тој да добие покачување од 30%, овој правник економист да остане на плата од 27-28 000 Има ли шанса да бидат радикални мерките? Значи, да напоменав, чекаме 20, еве го ќе дојде, имаме координативно тело, јавен повик, разговарање со другите синдикати, здруженија на сестри, лекарски комори, сите. Ја даваме еден апел до сите вработени во здравствениот сектор. За сите заедно, значи еден апел до сите вработени во здравствениот сектор. Сите заедно, сите сплотено, да излеземе, да си ги добиеме нашите права. Права за достоинствен живот. Да заборавиме на суети, да заборавиме на партии, да заборавиме на синдикати. Ако ние самите не си ги решиме овие проблеми, да не очекуваме некој друг ќе дојде, некој трет ќе ни ги реши. Самите треба да си ги решиме работите, за да имаме еден достоен, нормален живот во оваа наша убава држава. Верувам дека вашата порака ќе допре преди се до првиот човек на Министерството за здравство. Чекаме повик, кога и да е 24/7 со достапена линија, го чекаме. Значи, он е од нашата ферма. Треба да ни помогне. Ја да сум на негово место. За 24 да има минути. чувство за нервите, бидејќи неврологи, во секој случај те знаеш, значи некому да му ги пореметиш. Значи се работи за доктори, луѓе. Почитуване новинар. Значи доктор со 4 општи доктор е упримана здравствена заштита, има од 32.000 до 35.000 плата. Општи доктор. 6 години факултет и се запосна, сега има нешто 6 месеци обука и така натаму. Специјалист 145.000. Ја ви кажам за здравствените домови. Значи тоа е мало, ниско.
С медицинска сестра 24.000. Имаме и сега, добив порака на телефон, голем проблем, каде што го замолувам лично министр, сестрите, што се кои што биле примени со средно образование, меѓувремено државата им возможила да учат високо образование, да им се признаат дипломите. Колку што е можно подобро е за нас. Значи ќе имаме поголем квалификуван кадар. Верувате или не, без куртуазност. Значи, не можам однатре како да го пренесам моето незадоволство за се ова што го слушам, бидејќи ми задира. По нервите мои, секој случај, бидејќи без медицинскиот кадар ние сме навистина осакатени. Без задоволни доктори, с медицински сестри и сето тоа, здравството е веќе една темна зона. Колапс. Ќе дојде колапс на здравството. А кои ќе патиме? Пак ние ќе патиме. Обичните граѓани. Ние ќе немаме пари по приватните клиники да отидеме. Дали е во секој случај верувам дека дај Боже некој недоразбирање, очекувам дека сепак ќе има сенс министерот за здравство уште утре, како после ден на неделата или да речам 3 дена пред тој ден, да ви излезе у предвид, секако заедно у координација со господинот Ковачевски, кој сметам дека во оваа ситуација господинот Ковачевски треба да има чувство, една емпатија кон сите вас. Значи, искрено ви кажувам, од веќе 3-4 месеца, како вие што осеќате, ја го осеќам во мене, во својата душа. Не можеме да им помогнеме на овие луѓе. Како да им помогнеме? Значи, дајте соберете сили, дајте да разговараме, да видиме што ќе правиме понатаму. Бидејќи не чини здравството, кој е амортизер на социјалата во Македонија, да искочи на улица. Доаѓа хаос, колапс. Ма пак кој ќе пати? Обичниот граѓани. Затоа ве замолувам, најдете време, најдете простор да седнеме да разговараме. Не само ние како независен синдикат на здравство при КСОМ, викнете ги, клинички центар, ССМ, сите синдикати, да седнеме, дека незадоволството е кај секаде. Они јавно не излегуваат, но тие се во меѓусебните разговори незадоволство го кажуваат сите. Има ли шанса конечно да видат ветер у грб се за 20 и колку? Значи, јас кажав, ние, здравствените работници, сите луѓе вработени во здравствениот сектор, од Крива Паланка на граница до Тетово, Струга, Дебар, Гостивар, Западна Македонија, Источна Македонија, Штип, Прилеп, Битола. Сите ние ќе излеземе. Сите ние кои што сме засегнати со оваа ситуација. Сите ние ќе се бориме за самите нас. Не можеме да очекуваме од некој друг да ни помогне во оваа ситуација, ако ние самите не излеземе. Но бараме поддршка од сите синдикати, каде што сум јас, во координација со сите од нив, како национален координатор на КСОМ и со овие другиве синдикати, координација за сите заедно да излеземе. Значи, ќе бараме помоши од сите здруженија на медицински сестри, здруженија на физиотерапеути и така натаму и така натаму. Ќе бараме помош од здруженија на пензионери, здруженија на хронични болни, нефрони, кои што се на диализа, примери и така натаму. Бидејќи сите ние сме засегнати. Зависат од вашите услуги. Зати сите ние бараме помош се моментално, да им се помогне на оваа категорија на луѓе, која што во моментот не е добра ситуација. Ние бараме единствено достоен живот да имаме. Живот да го можеме месеца да го поминеме, а не нашите плати се 2 дена во месецот, а другите 28 дена живееме не знам никако. Господин Бојчевски, благодарам многу што бевте гостин во Гласот на народот. Ви посакам успех и посакувам да ви се исполнат сите барања. Значи, од срце ви благодарам што ме поканивте. Од срце ви благодарам на сите медиуми што застанавте позади нас, што ги искажавте нашите бари. Голема благодарност до вас и секогаш ви стоиме на располагање. Благодарам уште еднаш, почитувани. Дојдовме до крајот на денешното издание Гласот на народот. Со оглед дека слушавме сагата на представниците на здравствените работници и независни синдикати, представник господин Бој Бојчевски, денеска најискрено, најемотивно го артикулирал до сите вас и до сите најингередни структури пред се Министерот за здравство, кој треба веднаш, се надам дека утре тоа ќе го направи, заедно со господинот Ковачевски, бидејќи
во нивна интерес е, што повеќе лелеци веруете не е убаво, ниту за нив, ниту за нивната влада. Бите ми живи здрави, се гледаме со гласот на народот наредната недела, а утре ве поканувам во емисијата, тоа е вечерно лайт шоу, гостин ќе биде професорот Гордан Каледжиев во 21:15. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.